Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на контактната емисија Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески, при која што ќе разговараме токму за она што е денеска денот. Иако во текот на вчерашната емисија на Мој термин во нејзиното 67-мо издание разговаравме за многу деталности кои што се однесуваат за положбата на жената во Република Македонија и немањето соодветна родова рамноправност, во секој случај денеска ќе одиме од еден можеби за неколкумина посензационалистички аспект, но од друга страна пак многу значаен, со оглед на тоа дека голем дел од жените во Република Македонија, доколку ги истакнете и сите ги извадите наачик за тоа какво влијание имале во општеството, ние во овој случај сакаме да, нема да речам најжена, бидејќи тоа некако ми звучи малку тенденциозно, туку ќе зборуваме која жена од Македонија сметате дека била најзначајна досега или пак би била во иднина. Дали е тоа истата личност, дали можеби не е, но во секој случај овде е значајно да се напомене учеството и улогата на жената во општеството во Република Македонија, таму зашто и е заслужено и кое што треба да биде рамноправно со мажите, нешто за кое што се борат не само граѓанските организации фокусирани на феминизмот или пак на женските права, зашто имаше и марш денеска напланне, туку и би требало сите ние граѓани и граѓанки во државата да се бориме. Ќе одиме во продолжение само со изјави кои што се однесуваат токму од маршот денеска, да ги преслушаме и потоа ќе се вратиме во студиото, независно од темата за која што разговараме, но сепак да го испочитуваме и маршот. Мислам дека во секој сегмент на општественото живење не е изедначена, почнувајќи да речеме од застапеноста на жените во парламентот, каде што од 30% ние бараме 40% да бидат застапени во листата на пратениците и на политичките партии. Да не зборувам во други сегменти каде што жената постојано е на различни аспекти, особено да речеме во оние раководни функции, нема поголема застапеност во делот на извршната власт. Освен за жал што се прават и дискриминации на етничка, верска или било која основа, се прават и на други основи и се надеваме дека со марширањето, дека со известување на јавноста, таа свест ќе се менува и тие права кои што постојат законски не се остваруваат во реалноста. Значи имаме обесправеност на жената на економско, на културно, на социјално, на општествено ниво. Значи станува збор за многу права, за многу нивоа на обесправеност на жената денес во Македонија. И одиме со вашите јавување 0260 91924 или 0260 91925 или евентуално со коментари и пораки на фан страницата Очи во очи Мој термин, која што е заедничка фан страница за двете контактни емисии. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега што да кажеме? Клара Цеткин се бореше за правата на жената. Меѓутоа, изгледа се уште таа борба трае, затоа што жената е равноправна со мажот. Колку работи таа, толку работи и мажот. Работите и надвор од семејството и во семејството се поделени. Ретко има сега машки и женски работи. Меѓутоа, вие сега малце не се лутите, ќе речете, па ние мажите колку сме позапатени, секој ден треба да се бричиме. Драги мои колеги од спротивниот пол, една жена само еднаш да роди, колкави маки се тоа. Мене многу ми е жал што ова се случува кај нас во Македонија, покрај сите овие поделби партиски, верски и сите тие ствари, жената не е ставена на пиедесталот кој што треба да биде. Има многу да се зборува, благодарам. Може ли само пред да се исклучите да ми спомнете која жена е за вас најзначајна, бидејќи тоа ни е темата на денешната емисија? Во Македонија? Во Македонија? Да. Савка, што беше... Савка Тодоровска? Да. Добро. Да, Савка Тодоровска. Таа ги брани женските права на сите жени во овоа
од било кој... Добро. Благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Појаснување за следните гледачи. Значи, зборуваме многу едноставно. Може да си кажете нешто околу состојбата на жената во Република Македонија, но дополнително е многу значајно да ги истакнеме имињата на оние кои што сметате дека треба да бидат истакнати. Добар ден. Добар ден, Огне. Поздрав од Тетка Лоза. Поздрав до вас, повелете. И ја користам приликата персоналот од женскиот пол да го поздравите и да му честитате 8 март денеска. Не можеш да добијам? Добро. Е така. Сега на темата. Која жена за вас е најзначајна досега би била во иднина? Да. Мислам дека и Савка Тодоровска си работи работата онака како што треба. Значи, ја гледам дека е активна. И ова денеска што го видов што штрајкува жените, вика статистиката вели дека жените зимаат помали плати од мажите. Точно е тоа, секој пат. А жената не и плаќа никој во својот догар, продолжува со работа, така ли? Тоа е без пари више. Значи, вие исто така ја издвојувате Савка Тодоровска? Да. Добро. Да, број 1. Добро. Толку, Огне од мене толку да не одземам време. Благодарам. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Следен или следна на линија. Добар ден. Добар ден, колега. Повелете. Пепи. Ве слушам, повелете. Поздрав до колегите, поздрав до среќен 8 март, поздрав до сите женски. Поздрав и до вас, повелете. Значи, имаат права и уште повеќе ќе имаат сега и понатаму. За мене темата, значи, прво, Маринела Тушева. Добро. Второ, Солза Грчева. Радмила Шекеринска. И секретарката на Бранко, што беше една црна, ја заборев името, многу јака. Наташа Савова. Така, браво. Добро. Браво. Ете тоа е. Поздрав од Пепи до сите. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав, овде е Николче Петерски од Кичево до вас и до 24. Поздрав и до вас, Николче. Благодарам. Воедно сакам на сите жени да им го честитам празникот. А најзначајна жена, значи во животот ми е како прва мојата сопруга, Добро. која си ја почитувам, и сите жени за мене се еднакви, кои ги сакам и почитувам воедно. Добро. А уште една ќе изберам најзначајна госпоѓата Фетаи, ми се чини од специјалното јавно родителство. Фатиме Фетаи, да. Добро. Жена со храбро срце, со чиста душа и посакувам дури да стане и председател на државата. Добро. И посакувам се најубаво. Поздрав до вас. Благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Гледачка од Кочани. Поздрав до вас до Кочани, повелете. За мене жена со печат е Сладјана Тасева. Не ве слушнав, кој? Сладјана Тасева. Сладјана Тасева, така, добро. Да. Прва жена антикорупционер, прва жена директор на Академијата за внатрешни работи, на Полициска академија, пардон. Так. Како се викаше ова? На антикорупцијска. На Transparency International, се извинувам. Transparency International, нулта корупција и така. Добро. И аналитичар во првите редови од Македонија. Добро. Да. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Здраво. Да, ве слушам, повелете. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Кратко ќе биде Катица, Фетаи и Ленче. Добро, значи Катица Јанева, Фатиме Фетаи и Ленче Ристоска. Се разбира. Добро. Така. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам пријатен ден. Јас ги запишувам за да може на крајот да прочитаме кои од сите тие биле најистакнати. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. За мене најзначајна жена во Македонија е Веселинка Малинска. Веселинка Малинска, добро. Да. И тројката од специјално јавно обвинителство.
На чело со Катица Јанева, Фатиме Фетаи и... Так. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме следна линија, повелете? Добар ден, убав ден. Убав ден. Иван, повелете. Па така, прво честитка до сите жени на светот, да бидат храбри, упорни и да настојуваат што може повеќе да се ги остварат своите права, значи и истите да ги после тоа почитуваат. Так. Сега за мене ќе издвојам 3 жени, меѓу кои прва иде Катица Јанева, Добро. Фетаи и Николовска, Ленче Николовска. И Ленче Ристовска, Само... мислите, или Ленче Николов? Ристовска, да. Ристовска, добро. Да. Само желбата ми е да успеат до крај, да го истерат до крај процесот, да излезе правдата на виделина. Добро. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Дали имаме следен на линија, повелете? Ало? Да, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас мислам дека на ова место треба да биде Ременски, министерката што беше Ременски. Добро, Фроси Наташевска Ременски. И многу е убава жената. Добро. Радмила Шеќеринска. Добро. На второ место исто така многу е убава, лепотица. Добро. И на трето место сопругата на Николче Петревски треба да биде. На гледачот? На Николче Петревски, да, гледачот, она треба да биде. Добро. Многу... Да, ете така. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум за Вомаровка Гордана Јанкуловска. Гордана Јанкуловска. И ова другата Вомаровка Бонева. Силвана Бонева. Утик. Добро. Тие се да ги ебам. Да, пријатно до вас, благодарам за јавувањето. Ете, ќе дочекате во животот и на емисија на 8 март, кога зборувате за родова равноправност, луѓето да се искористат со во одредени дијалекти, може би збор кој што се користи секојдневно, но на телевизија дефинитивно неприфатлив и ќе ве замолам следните јавувања тоа да го избегнувате. Следен на линија, добар ден. Ало? Да, ве слушам, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. За мене тројката од Сојо. Добро. Беса Арифи. Добро, само момент, чекајте да се... А во алегорија Валентина Божиновска со ножовите и со шарпите. Добро. Така. Поздрав до вас. Најубаво. И вам исто. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, па би кажал... Да. Да, ве слушам, да. Ја би кажал, таа судиката што го даде налогот кога отидоа во ДВК овие Катица и компанија. Која што им дозволи да влезат во ДБК? Да, тоа е најхрабро нешто вече од таква матило, од таков хајдуклук таму она да се реши да даде налог, кој никој не се решаваше да даде налог, таа се дрзна, валда е, не знам како е име. Сега ќе го најдам во меѓувреме, во моментот и јас не можам да се сетам. Таа е појака од 10 мужа, да ти кажам најискрено. Ептен храбра жена за мене. Так. Ајде, види, поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Значи да, во меѓувреме ќе го најдам јас името на судиката, во моментов вистина не можам да се сетам од толку да, претрес УБК. Добро, следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. За мене прво е првата дама на Македонија, Маја Иванова. Да. После тоа лично за мене е Гордана Силјановска. Добро, Гордана Силјановска Давкова. Да. Билјана Ванковска. Билјана Ванковска? Да. Добро. И уште една може ли? Може, да. И Каракамишева. И Татјана Каракамишева, добро. Тие 4 се мислам жени со кариери, со се понатаму што оди. Добро. Многу огнен. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Ало? Да. Ало, добар ден. Добар ден. Господин Јоване, најзначена жена во Македонија братоњата Катица Јанева. Добро. Мислам Ленче Ристовска и Фатиме Фетаи. Фетаи, кои што побргу треба да го затворат Груевски. Им честитам на све што досега направија.
Добро. Што помним да го затворат Груевски. Ајде, поздрав се него. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме некој на линија? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Јас сум за тројката жени со специјалното обвинителство, што само они успеа да противстават на целото судство. Добро, значи само момент да ги внесам и нивните. Добро, благодарам. Пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Сакам, пошто е темава и прашањева многу убаво, па и денеска е денот така многу убав. Добро. Јас би ја предложил господјата Каракамишева да ја одберите за најзначајна досега или би била војднина. Добро. Како најзначајна. Добро. Таков печаток ни остае, тоа е чудоено. Добро. Со знаењено незино, она беше нешто, ваква жена до сега немаме во регионот. Така. Слободно одликувајте ја и господинов Иванов неки додели сега тој, пошто е во тек, може една награда да ја дај. Добро. Благодарам. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Прилеп. Значи, поздрав до емисијата и до денешнава тема. Благодарам, значи, поздрав и до вас. Фала. Мој гледање на денешнава тема е под хитна поставка да се одбери Фатиме Фетаи за премиер на Македонија. Добро. Значи, таа е број 1 жена што ќе одекнува и понатаму во иднина, незиното име. Добро. Јас сум од македонска националност, ама жената не ми смета од кај што е, мислам дека треба да биде, дури заслужува да биде премиер на Македонија. Добро. Ете така, толку, поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ја користам приликата Да. да им честитам на сите жени 8 март, посебно на вашите водителки, новинарки, кои што експресно ги не информират со секоја работа. Така, благодариме. Што се однесува до темата, и ја ќе се приклучам. Катица, Фатиме Фетаи и Ленче Ристева. Добро. И би ги замолил што побрзо да го отворат случајот Мострум, пошто тоа го чекат сите граѓани на Република Македонија. Така. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добро вечер. Добро вечер, добар ден. Кому како му е стемнето, порано или подоцна? Повелете. Јас сум од Битола. Да. Да. Прво јас и честитам моето, 8 март. Добро. Па после Секериска. Да, само не ве слушнав. Кој е првото име? Првото Виолета, јас сум. Вие, добро. Да, после Секериска. Добро. И сите трите од СЈО. Да, и се најубаво и го поздравувам овој најубавиот спикер во Битола. Прилепи се најубаво. Поздрав. Се најубаво. Поздрав до вас и благодарам. Кога ќе ви дадат комплимент од Битола, тоа значи на Прилепчанец, тоа значи дека дефинитивно држи вода комплиментот. Благодарам. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Во програма сум. Да, вие сте, проверете. За незначајна жена, мислам, што е програмата. Или па било во иднина, најзначајна жена е Катица Јанева. Добро. Фетаи. Добро. Ленче. Добро. Посебно најубава жена е Гордана Митоловска, Јанкуловска, најубавата жена, не личната. Добро, Гордана Јанкуловска. Добро. Да, најличната жена на светот. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав и убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некој друг? Некој кој што исто би сакал да го сподели мислењето по однос на денешната тема, значи која жена од Македонија? Да, добар ден. Добар ден.
Среќен 8 март на сите жени, на сите мажи во цел свет. Среќен и вам, повелете. Која жена од Македонија Да. е за нас? Да. Ја мислам дека од Македонија треба да се одбере Емира Мехмети. Добро. Да ги нападнат повише подрумите со оружје. Они се за тоа и на пријатно. Ништо не ја разбрав. Добро, Емира Мехмети. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Најдобра жена, Фатиме Фетај и Катица Јанева. Добро. Во позитивна смисла. Во негативна смисла, Тања Каракамишева и Валентина Божиновска. Добро. Валентина Божиновска и Тања Каракамишева. Добро. Благодарам. Поздрав до вас. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Честит празник на сите дами во Македонија и во светот. Повелете. Посебно ги поздравувам специјалните обвинителки. Добро. Јас не знам дали овие три дами се свесни на каква одговорна задача се наоѓаат. Имам впечаток. Мене ми е многу побитно да СЈО си ја заврши работата отколку кој ќе биде премиер. Имам впечаток, ако не ја завршат работата како што треба, од Македонија ништо нема да остане. Така. Овие вандалите, шарпланина ќе однесат од Белизе. Дури по некој пат очекував кога се тоа јавното обвинителство, кога се назначуваше, очекував некои типови машки, да речеме од типот на Сталин, на Пиноче, и кога гледаме едни такви убави фаци, ми да им ставам вака бркови од типот на Сталин. Извинете, малку се шалам, меѓутоа, значи иднината македонска имам впечаток дека е во раците на тие три дами. Ја ги охрабрувам да бидат доследни, храбри да ја завршат работата, иначе, како што реков на почетокот, од Македонија нема ништо да остане. Добро. Благодарам, поздрав, чао. Благодарам за вашето јавување, поздрав и до вас. Следен на линија, добар ден. Дали Илија од Битола. Поздрав до вас. Трите дами од СЈО, Фатиме Фетај за премиер. Исто Добро. како претходниот од Прилеп, адвокатот. Так. Го поздрав. Добро. Така, поздрав. Поздрав и до вас. Добар ден, велам кому. Добар ден. Следната линија, дали имаме некој друг? Огнен, добар ден. Добар ден. Добар ден. За жените од СЈО, дали сега македонската јавност гледа и слуша, а плюс тоа и политичарите треба да видат дека народот во Македонија разбира. Значи, зошто Фетај ја бира за најдобра жена и најуспешна жена? Значи, нема политика. Луѓето бират најуспешни, добри, паметни, така да, и може и Шекеринска. Радмила Шекеринска. И Радмила Шекеринска. Исто значена жена моментално во Македонија. Добро. Поздрав, чао. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Емисијата ви е многу добра. Благодарам. Ве поздравувам. Поздрав и за и до вас. најдобра жена да избираме Фатиме Фетај. Добро. И од СРСМ Радмила Шекеринска. И Радмила Шекеринска? Да. Добро. Бидете поздравени се на ниво. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Многу поздрав до сите жени во светов, да им е честит празникот 8 март. Благодариме од нивно име, повелете. Ве слушам, зборувајте. Обвинителкиве, Добро. еден плюс убав да им се стави, да тераат работата како што треба. Добро. А негативно, Наташа, пратеничката Наташа, еден минус за незе. Која Наташа? Наташа Пешевска, од ВМРО. Добро. ДПМН. Добро. Така. Добро, благодарам. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден.
Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Јас на многу кратко, само Радмила Шекеринска. Само Радмила Шекеринска, добро. Да. Благодарам. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Да оставиме малце простор на оние кои што ни пишуваат на интернет. Во нивните коментари Трајче вели секоја почит за академик Катица Ќулавкова, вистинска жена на годината и деценијата, запишано. Понатаму да видиме Илија што вели, убавата девојка од шарените која се одвои од масата и храбро застана пред нашите специјалци. Добро, ќе ја запишам и неа, знам на која фотографија точно мислите, само да ја внесам во спомнатите. Добро, пренесено. Да видиме пак во другите коментари. Многу пораки има стигнато. И очигледно дека денеска дефинитивно темата ни е соодветна. Само момент, извинете. Добро, хероините од СЈ, Уранија Пировска и Радмила Шекеринска, вели Саша. Само да ја внесиме Уранија Пировска. Добар ден, велам, кому повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, која жена е најзначајна или како ви е насловот или најзначајна досега или би била во иднина? Тања Каракамишева, а од предавниците не ми треба да ми честитаат 8 март. До гледање. До гледање и до вас. Тања Каракамишева, добро, внесено. Дали имаме некој друг на линија? Нама ли, Лјупче? Да, добар ден. Се јавувам од Неготино за прв пат. Поздрав до Неготино. Супер си, се позитивно за тебе. Благодарам. Не знам што да ти кажам, затоа што толку многу си со карактерот позитивен. Немам ни зборови да ги кажам, се најпозитивно. Благодарам, да ви се враќам. За најжена, за бирам Шекеринска. Добро. И од СЈО трите. Добро. А за негативно? Ајде. Каракамишева. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Темава ви озбилна или на шега? Молам? Темава озбилна или на шега личности ви кажуваат? Јас би ја избрала докторкава на детско, докторка Софијанова. Аспазија Софијанова. Да. Добро. Става многу пријатно. Поздрав до вас, Аспазија Софијанова, внесена и таа. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ало, да, добар ден. Да? Поздрав до вас, да мислим. Им честитам на сите жени 8 март. Добро. На сите честитам. Јас би ги избрал Ивана Вонева, Каракамишева. Добро. Каракамишева. И Карангелова, Карангелова, не. Добро, значи Силвана Бонева, Татјана... Само момент. Силвана Бонева, Татјана Каракамишева, други? Па кој да од ОМОР може сите жени ги предлагам што се биле како пратеници. Сите ги предонесат повеќе отколку од овие езес колку што беа до во држеше го до кара, видете. Радмила Шекеринска беше и премиер. И сега дури доидеме до во да ги предлага нашите бори комунисти, нашите партизани да ги за геноцид да ги признаат. Треба се осуди, а Катица исто таа Ката Јанева треба исто и она работи сам езес. Добро. Ништо тие се кривишки дела имат. Добро. Поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до специјалното обвинителство. Добро. Сите три да ги внесам? Молим. Добро, на сите три да им дадам бод. На сите три на Радмила, па и Зоране. Ако не денеска битна мажито, нема веза. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Ало, уште еднаш Огнен изумив исклучиво за жена која мисли на државата, госпоѓата Шекеринска. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Јас ќе ве замолам да не се јавувате по два пати. Ако сте заборавиле нешто, ќе си го кажете во друга емисија. Искрено ви се извинувам, има луѓе кои што чекаат на линија. Македонка вели на фан страницата, Огнене, јас не можам да добијам телефон, ако може овака би избрала. Прво, Ирена Ристич, само момент да внесам. Добро, Ирена Ристич. Второ, Нора Шакири, добро, Нора Шакири Марковиќ.
И трето, Јорданка Ивановска Јоци. А за Ирена, жената која помага на толку многу луѓе, онака искрено треба и цела емисија да ја посветиш. Благодарам Македонка за советот. Веројатно и можеби и ќе се случи тоа. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па јас вака би рекол дека се одбери некоја жена треба таа да биде личност, значи не само потамина да се кажи. Не знам што добро направила Шекеринска за Македонија. Тоа не е ваш проблем, вие да зборувате за тоа кој што направил по однос на мислењето на останатите гледачи. Кажете си како и сите што мислите и кој треба да биде. Каракамишева, значи е личност која е борец, која би ја трампал за цела СДС. Добро. Нали, за сите мажи во СДС, која значи е борец толку значи достоинствен по телевизија, радија и по цена значи на сакани на уцени да овие велепредавнициве. Дори имаше студенти кои сака да ја линчуваат во низиниот кабинет и сепак обстои на македонска линија. Друга така личност која би ја спомнал, ова речи Солза Грчева, една личност, значи достоинствена македонка која нали се одважи да биде демократ, да го обезличи антидемократскиот, антимакедонскиот сојуз. Добро. Да каже дека таму не постои демократија, па ја избрка од партијата, им рече дека е македонка, дека не сака да се обезличи дека македонка, па ја избрка и ја мразат, па дури се закануваат, ја омаловажуваат. Значи реков, значи нали друга така која личност би спомнал, исто Валентина Божиновска би ја кажал дека е вистинска македонка, достоинствена жена и личност која не е интелектуалец, која зборува на прекрасен наш македонски јазик. Добро. Кој значи е борец за македонштина и не витка кичма пред било кој душман. Значи почитувам достоинствени жени македонки. Тука би ја спомнал и Лиле на значи ваша гледачка и јавувачка во емисија која значи е мајка, достоинствена мајка која нали го победи мислам ракот. Те грижи за својата значи керка и преку овие емисии. Не ве разбрав за кого зборувате. Лиле гледачка и јавувачка во овие емисии, Лиле вика, значи скопјанка жена, значи која го победи мислам ракот, се грижи за својата значи керка и која значи кажа дека била членка на СДС, но се разочарала и сега е достоинствена македонка која брани се македонска во овие емисии. Значи таа е голем борец за Македонија за се праведност. Благодарам за јавувањето, сепак има и други гледачи на линија, не можам јас цела емисија со вас да си правам муабет. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Би ги спомнала трите дами од специјалното јавно обвинителство. Добро. И Радмила Шекеринска. И поздрав и честит 8 март на сите жени во Македонија. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали тоа е крајот, режија? Да. Ако имаме некој уште на линија да го вклучиме или не? Немаме, толку беше. Значи, на интернет исто така веќе се спомнувани добро, значи имаме од новите кои што се спомнувани Катица, добро, Катица веќе спомната, па потоа имаме Најческа и судијката исто повторно е спомната од СЕО, потоа тројката од СЕО, Беса Ариф и Уранија Пировска, добро. Најжена борец Катица Јанева, да знам дека сме при крај, само да ги дочитам. Фатиме Фетаик, Зиме Старова и тоа се коментарите кои што ни ги испратија. Сега, според гласовите кои што досега се собрани, Фатиме Фетаи има 25 јавувања за неа, при што и два пати беше предложена за премиерка на Република Македонија или председателка на државата. Катица Јанева има 21 глас, а додека пак Ленче Ристоска има 20. Тројката од СЕО исто така и тројка на најзначајни жени во Република Македонија. Најмногу негативни пак доби Татјана Каракамишева, универзитетска професорка, која што е на 5-тото место со вкупно 7 гласа, од кои што 4 се негативни, а 3 позитивни, а пред неа 4-тото место го држи Радмила Шекеринска, поранешна премиерка и сегашна заменичка председателка на СДСМ со 10 гласа, од кои што 1 е негативен. Пријатно, среќен 8 март на сите и да знаете дека не е само 8 март денот кога некој треба да се бори, односно кога жените треба да се изборат за родовата рамноправност, туку е секој ден, а во таквата борба, освен што жената ја има најзначајната улога, најмногу треба да придонесуваат дополнително и мажите, за сите да бидеме еднакви. Не можете да барате еднаквост за себе, ако не барате и за другите. Пријатно.